3 нови лица заразени од морбили се регистрирани во Скопје. Лицата се на возраст од 7 месеци до 6 години и нивната состојба не е критична. Тоа значи дека во моментов вкупно 6 лица се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Со ова бројката на заразени од малите сипаници достигна 11 за помалку од 1 месец. Екипи од Институтот за јавно здравје извршиле масовна вакцинација на сите лица кои подлежат на ризик од зараза на оваа инфективна болест, а досега не биле вакцинирани. Така да, во Скопје и во Република Македонија вкупно се извакцинирани 1932 случаи, од кои 1352 се само во Скопје, во изминатата недела. Тоа се лица кои што не биле вакцинирани, а се со активно избарување, најдени на територијата и се вакцинирани. Поради нискиот обем на вакцинација во последниот период, кој според Комисијата за заразни болести треба да изнесува 90%, а минатата година била едва и 70%, а со цел да се спречи појавата на епидемија за која постои можност, доколку вирусот влезе меѓу населението, доктор Караджевски упати апел до граѓаните сите да се вакцинираат против морбили, рубеола и ператит. Ние во овој момент сакаме оваа епидемија која што ни е во моментот, сите лица што се во моментот со клиничка слика на заболување, да ги хоспитализираме за да не можат да ја шират инфекцијата. Меѓутоа, бидејќи инкубацијата на ова заболување е многу типична, тоа значи 10 до 11 дена, ние не знаеме со кого све биле овие лица во контакт. Сите заболени лица се жители на депонијата Кванташки пазар, односно живееле во лоши нехигиенски услови, без постојано место на живење. Тие биле во постојан контакт, а контакт имале и со лица од Косово. Земени се материјали за типот на вирусот, кои на Институтот за јавно здравје се диагностицирани како позитивни. Истите ќе бидат испратени во Луксембург на типизација на вирусот, за да се провери дали се работи за истиот вирус кој циркулира во Србија, Косово, Грција, Романија.